убава навика си направиме вака недела, да можеме нели пред тоа малку бевме онлайн, па можеме само виртуелно да се видиме. Не знаеме докога ќе можеме вака, поради зголемените случаеви на COVID, но мислам дека ваква комбинација е добра. Едноставно имаме доволно простор меѓу сите нас да можеме не пречено, ако можем да кажем, да си имаме ова служба. Добро ви на вас? Да. Имам ги отлично. Отлично. И мене ми е убаво, мене ми беше убаво и додека славиме. Една од моите омилени песни ја пеевме, таа беше во последна възраст, не знам дали си знаат. Али ставно ја сакам мојата душа пее за мене, зашто нема зашто уствари да на овој свет да живееме ако не дозволиме нашата душа да пее за Бог. И најверојатно Давид, читајќи ги псалмите, не секогаш му било до пеење и му било до славење, и затоа вика понекогаш душа моја слави го Господа. Значи, несомнено во нашиот живот ќе треба некогаш да се натераме да ги правиме работите. И тоа не е само со славењето на Господ. Да, некој ќе рече не, тоа треба да иде изворно, тоа треба да дојде од духот и некој се ќе биде на сила. Многу работи изгледаат како да почнале на сила, но завршиле со благослов, завршиле со крајна слава и почит на нашиот Господ. Така да не се плашете ако во моменти кога не ви се пее да пеете, не се плашите во моменти кога не ви се свири да свирите, не се плашите во моменти кога не ви се слави да го славите Бога. Ја ако ме прашате или ако самите се прашате или ако видите околу вас, нема ништо за славење. Се е некако тмурно, се е некако напнато, се луѓето со маски, што е нормално, што е реално, што ни кажуваат различни работи и ќе рече што да славам јас. Затоа е битно понекогаш да ја тераме нашата душа да го слави тоа не било кој да го слави единствениот Бог, зашто така ќе влеземе во вистинско славење и обожавање и во вистинска перспектива после за работите околу нас. Амин. Да. Не мора секогаш, гледаме и овие неколку проповеди кажуваме дека не секогаш работите мора да дојдат или мора да бидат поттикнати од ако Господ ти каже, ако само Светиот Дух мене ми каже, ако се случи некоја таква чудесна атмосфера, да јас би можел да влезам во таа истата. Знаете, еден проповедник бев на некоја конференција, каже и звучеше може арогантна изјава, треба човекот да го запознаеш, па да видиш дали таа изјава е арогантна, зашто ние понекогаш даваме изјави, но ако познаеш човекот од прва рака, ќе видиш дека и не е баш така арогантен. Но човекот рече, јас не дојдов на направена атмосфера, дојдов да направам атмосфера. Така да ние дефинитивно понекогаш сме повикани да ја правиме таа атмосфера, а не само да очекуваме на готова атмосфера, да дојдеме и на таква атмосфера ние да можеме да уживаме. Овој период зборуваме за црква и самите знаете, мислам дека и добро ни е дојдено што го фатиме тој дел за црква, зашто можеби во вакви времиња кога посебно во црквата, во црковната транзиција, но од друга страна и во времиња како што се надвор со цела таа пандемија, ако некој откровение требаше се крене тоа што е црквата и што црквата во вакви моменти може да придонесе, дали вистински црквата е фактор за стабилност како што и ние го пишаме нашиот наслов. Нашиот наслов беше нели за целата тема откровението за црквата, фактор за стабилност. Ни треба ли нас стабилност во моментот или едноставно да одиме едноставно носени од виорот? Ја верувам дека стабилноста никогаш не била на одмет и не смее да биде на одмет. Едноставно таа е толку важна во твојот личен живот, толку важна во твојот дом, толку важна во општеството, толку важна во црквата, што никако не смееме да ја занемариме. Знаете ли од кај доаѓа стабилноста? Стабилноста доаѓа од тебе. Стабилноста доаѓа од тоа колку ти ќе се подложиш во славење и обожавање пред носите на нашиот Господ. Ние постојано, ја го проповедам тоа, ние збориме дека сме лице во лице со нашиот Бог. Но многу пати во наше обожавање се крушуваме пред неговите нозе. И викаме, Господе, се предаваме Тебе. И од таму може да почне стабилноста. Кога ќе се предадеш
И стабилноста не е израз на нешто моментално, не е израз на нешто што како ти се чувствуваш во моментот. Баш стабилноста многу пати знае да ги не занемари, него да ги опише, но и да ги тргне на страна чувствата и емоциите и да донесе вистинска перспектива за која ние уствари сме повикани да ја донесеме. Чувствата и емоциите се толку прилепени за нас, што во многу случаеви, многу луѓе што ги проучувале, кажуваат дека, посебно кога се работи за разговори еден со друг, никогаш да не ги занемарувате. Зошто? Ако ги занемарувате чувствата и емоциите, занемарувате голем дел од вистината тоа какви сте вие. И ако не ги изнесете, вие не изнесувате од вас една цела вистина. И што правите? Ја криете. Знаете зашто ќе ви биде криво кога си отидете од тој разговор? Точно за чувствата и емоциите зашто не сте ги покажале на тоа како се чувствувате за таа работа или како се чувствувате во овој период. Но, одејќи во духот, и за тоа нешто ќе збориме, одејќи, бидејќи лојален на црквата, на нашиот Господ, ние сме и над тие чувства и емоции. И во фазата во која сме повикани на растеж, точно ќе знаеме зашто ни служат тие чувства и емоции, точно ќе знаеме, не може спорам чувства и емоции нема планирано, ама може би е добро некој од нас, не викам од вас, викам од нас, зашто и тука се ставам и јас самиот. Јас самиот, секојдневно, сите вие сме подлежни на таа, можам да кажам, борба. Дали да бидеме многу пати водени по чувства и емоции, дали треба да бидеме водени во духот, дали треба да бидеме водени во тело. И ако црквата не е место да ги формулира овие работи, еден збор што еден мој пријател многу сака да ги ревидира овие работи, да им дава нови дефиниции на овие нешта. Дефиниции што значат живот, не дефиниции што значат добро слово за на хартија. Тогаш друго место, не знам дали постои, што така треба да ги носи јаснотиите на сите овие нешта. Разбираме овој дел? Така да, затоа црквата е фактор за стабилност. Јас имав еден сон што неколку месеци пред цела оваа пандемија и многу пати избегнувам да го кажувам тој сон, но сакам да го кажам овој пат во еден контекст како Господ гледа на оваа црква. Во сонот имаше првен имаше некоја поплава огромна и после тоа имаше земјотрес. Ова го зборам пред пандемијата да почна, че веќе пред година дена сонот беше и едноставно почна да се треса, се почна волна да паѓа. Даниела беше до мене и рекол само пушти ми и не се кире. Нашиот Исус не чува, ништо нема да не биде. И се отвои, се распадна, нас не беше ништо. И после тоа што почнеме да правиме, почнеме да одиме и да спасуваме луѓе. И ни се приклучуваат други луѓе во нашата црква. И она што го беше јасно во сонот беше тоа дека да, можеби некогаш стабилни работи, планините со стабилни работи ќе бидат различни, ќе бидат протресени. Че говориме за стабилни работи, или па работи што ние сме мислеле, или што сме ги гаеле, што сме ги негувале дека се стабилни, ќе бидат протресени. Но едно нешто што нема да биде протресено е црквата. И едно нешто што секогаш ќе спасува е црквата. Амин? Амин. Вау. Кој, ајде не дар, него кој повик го имаме сите во нас сами? Значи, различни се повиците за сите, различни се даровите, но еден Павле кажува специфично дека тоа е за сите нас. Повикот на помирување. Повикот да го помируваме народот со Бог. А како го помируваме? Со тоа што му кажуваме Господ не ти се лути. Амин. Бог таткото не ти се лути. Вау. Ајде, ќе прочитаме животот на првите христијани. Знаете, контекстот на црквата, од историски, од духовен, од секаков аспект, малку се 6 недели ние да го опишеме. И тоа може да само да се излажеме дека ги опатиме сите работи и аспекти за црквата.
но затоа нигде не се брзаме. Затоа едноставно сме тука да постојано и постојано и повторуваме работите. Затоа сме тука постојано и постојано да укажуваме на работите, да ги живееме работите. Така да нема ние сега да патиме се, готово се научиме од црква и сега ајде да правиме нешто. Нашиот процес е процес на растеж, некој поспор, некој побрз, да едноставно да се положиме на тој растеж. Амин? Така, и беа постојани во апостолското учење и во општењето, во раскршувањето на лебот и во молитвите. Значи, во овие работи беа постојани. Ние денес ќе имаме Господова вечера, за тие што не сте знаели, да тие што сте слушнале минатиот пат, дека секоја крајна недела ќе имаме Господова вечера, да тие што може многу од вас ќе се средувате, али денес имаме Господова вечера. А страх и трепет влезе во секоја душа, зашто преку апостолите стануваа многу чуда и знаци. Вау! А сите оние кои поверуваа беа заедно и се им беше општо. И ги продаваа своите собственности и имотите и тоа го споделуваа со сите, секому според неговата потреба. И секој ден беа постојани и еднодушно во храмот, раскашуваа леп по домовите и јадеа со радост и со чисто срце. Прославеа Бог и беа мили кај целиот народ, а секој ден Господ ги предадаваше оние без спасување. Тука во краток пасус од некои 6-7 стиха, писателот Лука на Дела апостолски е контрадикторен. Прво вика се плашеа од нив народот, а после им стануваа мили. И не е воопшто контрадикторен. Ете, тоа е баш нашиот растеж и погледот на луѓето кон црквата. Јас сигурен сум, убеден сум, дека секој еден се соочил со оваа вистина. Се плаши човек од тебе, но после се стануваш мил. И после, сигурно сте слушнали оваа реченица кога се зборувале со луѓе за Господ, а има нешто во тебе што и јас сакам да видам така. Вау. Ева вистината на дело. Не само во црквата, но нашиот живот. Но нешто што сакам тука да зборуваме, многу пати ние ова го идеализираме како совршена црква и покажуваме на сите други цркви што го немаат овој увид или овој пристап на работите. Не гледајќи и не знаејќи го историскиот контекст на сето ова и пионерското нешто на сето ова што го правеа на почетокот на апостолите. Прво беа уплашени, мора да се соберат во една соба, едноставно да очекуваат ветување. Замислете сега да ние се поставиме на таков начин за ветувањето на Господ. Да седнеме во соба, Господе, додека не го исполниш ова, ја не мрдам од оваа соба. На некаков начин тоа го направи апостолите. Знаете, не може такво нешто да се направи без вера. Нема шанси. Еве ви предизвик за ако некој чека ветување на Бог, да застане цврсто и да рече ја вака знам и поинаку не може. Амин? Амин. Вау. Така некако се очекуваат ветувањата. Еден мој пријател на Фејсбук пиша: не сме истроени ни во маката, ние луѓето. Многу длабока реченица. Не треба да бидеме истрени во маката. Не станува збор за таа, не станува збор да бидеме истрени во она кое ние сме го барале, кој ние го очекуваме. Амин? И така да, идеализирајќи ја раната црква, ние знаеме да отидеме во скроз друг контекст, каде што сите цркви сега не се доволно добри и не се доволно достојни. А и достојност и колку е некој добар, не доаѓа од тебе, доаѓа од Бог. Разбираме овој дел? Затоа е замка ако ги споредуваме црквите со раната црква секогаш. Таа треба да ни биде мотив и поттик, но никако да ни биде за груба споредба за тоа колку ние сме напреднали и не сме напреднали. Раздаваме ли имоти ние сега? Па не баш. А има ли потреба тоа? Па не баш.
Има секогаш изолирани случаи, поединци кај што треба, има цркви што можеби пробуваат и на ваков начин да живеат, но едно мора да знаете, посебно кога се работи за локална црква. Локална црква мора да погледне во себе и да најде, зашто во себе? Зашто во себе го имаме Светиот Дух. И таму да најдеме вистински патоказ, водство за тоа како ние треба да се движиме како локална црква. Ние сме дел од глобалната црква, од Вселенската црква, од црквата што е на Христос, но како локална црква имаме специфика во нашето создавање, во нашето делување, во селона за што сме повикани. Разбираме ли да? Многу е битен. Зошто? Зашто секогаш ние како луѓе тежнееме да бараме нешто туѓо, а тоа нешто во моментот едноставно не е за нас. И да споредуваме. Али јас ги слушам Бетел и нивните проповеди ги слушам. И прочитав една книга и тие да видите како реагираат на ваков начин. Верувајте дека ние со Бетел, освен Христос, најверојатно можеби ништо немаме заедничко. Разбираме ли? Не сум груб во изјавите. Едноставно мора да се донесе, затоа збориме откровение за црквата, за локалното тело во кое јас припаѓам. Знаете ли што објавуваме на крај, после ќе збориме кратко кога взимаме Господова вечера? Дека припаѓаш на две нешта. На Христос и на црквата, каде што взимаш Господова вечера. Амин? Амин. Вау. Така да, мотив да ни биде секогаш раната црква. Иако, понекогаш ние ги читаме само овие стихови за раната црква, беа заеднички, мене ми се овие омилени стихови, морам да ви кажам. Ја на тинеџерските часови, на домашните групи со младите, постојано ги обработувавме овие стихови, постојано се навраќаме на овие стихови, зашто јас верувам во ваков концепт на црква, тоа значи фамилија. Имаме еден убава слика, тука ставив, ми одговара највеќе, баш го кажува целиот контекст, сакам да го кажам, ние сме фамилија и во тој контекст дефинитивно ние го негуваме се тоа што е запишано и го гледаме дека се случува. Но, ајде да одиме понатаму, што се случува со раната црква? Ова е во 2 глава дел апостолски. Од 3 па натаму. Црквата е распрчкана, не знае кај е еден, кај е друг. Во таа распрчканост, они начекуваат шанса, ако можем да кажем, пишува дека понатаму ако читаме сегде кај што беа гонети, они го носеа Словото Божие. Вау! Знаете кога некој ве гони, ти гледаш глава да спасиш, а не да донесеш благослов за други. Ева разликата од тоа како може би светот делува во такви времиња, како што сега, а како делува црквата. Значи, кога ние сме под притисок, што правиме? Ние правиме најубави манчи, како што рековме со Естер Слонец. Го носиме Словото и паната. Зошто? Зашто самите ние сме Словото. Самите ние сме Христос кој го носиме во нашиот живот. Амин? И затоа не можеме поинаку. Или затоа не би требало. Знаете, има тука мал трик, секогаш мора да ги зборуваме повеќето сите аспекти тешко, дека јас или сите проповедници што зборат, а и вие учите ќе ги фатиме, но да опаќаме многу аспекти. Понекогаш мора да се зборува од ова место идентитетски по луѓето и да се каже ти го имаш, тоа го вика Павле. Ама некогаш мора да се каже и дека да, треба да се потрудиш да го достигнеш. Разбираме овој дел. Павле вика јас се трудам да го достигнам она од кој бев достигнат. Што значи? Не станувам мирен со се тоа што го дознам. Едноставно тоа ме води да можам да бирам, да можам да делувам. И ако гледаме дека раната црква се собра Светиот Дух, падна врз нив, но за момент веќе беа распрчкани, имаше прогонство и на таков начин растеше многу црквата.
Што значи тоа? Тоа значи дека супер се неделните служби, супер се фамилиарните дружења, но ние треба да ги препознаваме и времињата и невремињата и да делуваме, а секогаш да знаеме црквата стои позади мене. Да, црквата стои позади мене. Кај ги пратија Павле и Варнава? Во Антиохија. Павле и Варнава немаше да направат толку многу, а направија најмногу. Павле самиот се пади. Ако не знае дека црквата Јерусалимска стои позади нив. Кога имаат спор во Антиохија, што се случува? Павле се враќа назад да се договорат со Петар, како ќе реагира. Ете го тоа нешто. Ете го тој наш дел. Одиме, правиме работи за луѓето, но имаме цврста конекција со локалната црква. Зошто? Зашто там исто ќе имаме заштита. Најголемата заштита доаѓа од локалната црква. Бидете убедени во тоа. Ја тоа сум видел на малку, верувам дека и сите да се. Но локалната црква треба да знае дека си дел од неа. Многу пати ние удираме со дрва и со камења од црквите или по пасторите или не знам по луѓето што прават нешто, но дали сме им дале можност и прилика да го направат нештото за нас. Го разбираме овој дел. Многу е битен. Не можеме луѓе, не можеме да едноставно одлучиме да правиме како ни одговара. Ние можеме, сега зборуваме за црква, инаку можеме. Зборуваме нормално, секој има слободна волја да одлучи да прави што сака. Но сега збориме за луѓе што си ја сакаат црквата, што почитуваат и што бараат одговорност од црквата. Не можеш да бараш одговорност од некого без да дадеш одговорност на некого. Разбираме овој дел. Овој дел, ајде сега ќе тргнеме црквата. На истиот начин функционира и бракот. Дали сме согласни со ова? Како ти ќе бараш постојано од партнерот, од мажот и жената, одговорност за нештата, а ти си така неодговорен за работите? Не може. Не може. Прелива чашата. Имаме карактерно мажи или жени, по-благодарни, не знам, по-смирени, да истрпат подолг период. Но на се има граница. Сега постојано го слушаме тоа, ние имаме црвени граници, ние имаме. И јас се плашам многу пати, кој ќе дојдеме да поставуваме граници. Не смеел да работиле работата како што треба. И сега ни е бутнати до границата, до бездната, се правиме силни. Немаш потпора тогаш за да можеш повеќе да бутнеш. Затоа да не дојдеме до момент секогаш да ставаме граници, него мудро да ги гледаме работите зашто ни е дадено во духот. Духот вика, како пишува? Духот расудува се и него никој не го расудува. Вау! Така да, расудувајќи во духот, да ги препознаваме работите, да ги согледуваме, дали во молитва, дали во пост, дали во делување, да делуваме со нешто, окей? И ева црквата динамична, црква што вика колку повеќе беа гонети, толку повеќе растеа. Едноставно го зазима просторот. И од 12 знаеме што се случи до ден денес. Ајде да видиме, знаете понекогаш ова може да дојде бреме. Ако мислиме дека ние не сме доволно опремени, што има во голема мера, има вистина. Исто така, црквата е должна на тој што ќе му се понуди да го опреми вистина. Разбираме ли да го опреми, не да му донесе половично евангелие што најверојатно говорникот добро му оди или му се сонило, него да ги опфати аспектите и да го опреми верникот. Така да,
Гледате како тие се заемни нешта, како што и самиот брак, како што и самото пријателство со луѓето. Едноставно, не може пријателство да има само од една страна. Разбираме тој дел. Не може брак да обстои ако само еден го држава. Не може црква да обстои ако само кажува што треба верниците направат, без да земат одговорности самата црква, што она треба да направи. Така да, гледаме во Јуда, кога сум кажал неколку пати, ја Јуда, кога го читав, викам, мамам бе Јуда, барем уште ова едно послание или барем само има една глава, барем уште една глава, да знаеме дека се потрудил. И Светиот Дух ми кажа, читај ги Јуда 20-25, и кога прочита, вика, убаво е доволно за само тоа да било Библијата, а камоли нема потреба од втора глава. И знаете кога, ова не сум човек што поценува тама работа, посебно не Божи работи, но кога понекогаш ќе стапиме во таков контекст на благо поценување или се, ја мислам дека тоа е сосема погрешен начин на гледање на луѓето и гледање на работа. Знаете, ние гледаме луѓето, не знам, по најповеќе физички, но ако загледаш малку повеќе, не само што нема потреба, него нема простор за поценување, него напротив, има простор за инвестирање. Амин. И Јуда во 20 глава дава еден краен принцип, ако можем да кажем, или неколку принципи врзани, што ние ги знаеме, сме делувале во нив, но убаво е да се подсетиме. Вика, а вие, мили мои, изградувајте се себе си, врз вашата пресвета вера. Кога имаме две служби, можност да проповедаме онлайн, кога имаме постојано кај да слушнеме проповеди, да присуствуваме на служби, ние забораваме дека нашата вера е скапоцена и пресвета. Да знаете тоа. Зошто? Толку многу сме се навикнале во нештото што ни станале рутина, а јас тоа не го сакам. Не знам дали вие го сакате. Јас од рутина сакам само кафе. Ама не рутински во 8 сати толку. Разбираме дека? Така да, добри се рутините, но никако не може верата рутински да ја тера. И затоа, ако читате пред тоа, 19 стиха пред тоа, Јуда кажува ќе се јават подбивачи на верата. И затоа им вика, пресвета е таа. Разбираме дека? Ќе се јават. Ова некако ви станува познато. Кој како ти веруваш, ајде ова, ајде она, која е таа вера, каква е таа вера, тоа е историски донесено, не е нешто ново, нешто познато, не ни се случува само нас, едноставно така се случува во вековите, секогаш била негирана, но затоа ние имаме можност, шанса и мораме да ја негуваме како наша пресвета вера. И во истата да се изградуваме. Изградуваме, знаете што значи? Кој градол куќа? Изградуваме, значи, од темели до кров. Што? Со засукани ракави. Дали засукани ракави во ваш концепт некогаш ќе биде стварно да треба да направите нешто со разлика? Дали тоа гледате на духовна основа каде што да, ние во духовно треба да ги засукаме ракавите, зашто гледаме или ни кажа во црква, нашиот пастор ни укажа на некои нешта. Ајде сега да ги засукам ракавите, да видам што значи, што има Господ за мене. Што има црквата за мене. Многу битно, ја не знам дали го слушнате вие минатиот пат тој дел. Павле оди да го гони, да ги гони луѓето што веруваат во Христос. На пат за Дамаск му се појавува кој? Лично Христос. Знаете ли што му вика? Му кажува зошто одиш против мене, не може водило да се бои со водило, и после му вика оди во градот
и таму ќе ти кажат црквата што треба да правиш. Оди во црквата, Ананиј го собира дел од црквата и му кажува. Тоа значи дека не треба секогаш да, како се вика тоа, да лежиме на тоа уво, дека ние постојано треба Светиот Дух Господ нас да ни кажува нешто. Вика, еве ти, кај треба да одиш и сега оди и црквата ќе ти каже што треба да правиш. А од друга страна, пак Исус му кажува на Ананиј што треба да му каже. Господ не остава половично да ние да измислуваме нешта, но секогаш ми се работите тука и се достапни и сега ние треба да ги комуницираме. Ние треба да ги донесуваме. Амин. Така да, градењето во голема мера зависи од нас самите. Дали ќе се подложиме. Вика, а вие, мили мои, изградувајте се себе си во вашата пресвета вера, молејќи се во Светиот Дух, поддржете се себе си во Божјата љубов. Сето ова е акција. Разбираме ова? Одржувајќи се акција. Молејќи се акција. Друго, последното што беше? Одржете се акција. На која сме повикани? Одржете се во Божјата љубов. Што значи тоа? Имаме најверојатно скала како треба да тргаме. Што значи тоа? Тоа значи дека сме право да се навратиме тоа дека сме љубени од Бог. Амин. Значи кој прв не возлюби Бог, ние него не. Немаме опција, немаме шанса. Понекогаш што студираме во гради. Може да кажеме таква изјава даде. Инаку се навраќаме на тоа, Бог не возлюби. И од таму продолжува сето тоа одржување наше во Божјата. Знаете ли каде највеќе човек се одржува во Божјата? Не во тајната соба, не во горната соба, не во црква, не на служба, меѓу луѓето. Јован вика, сакајте се еден со друг. На таков начин учите да сакате Бог. Може би е тежок. Тешка оваа песена. Да се одржуваме токму таму, каде што е најтешко може би да се одржува Божјата. Ама е најблагодарно, највеќе плод ќе донесе и црквата ќе настане. Амин. Одиме понатаму. Сега, во многу случаи овие 3 стихови ни се доволни. Некако се духовни, добри се, не опаќаат голем дел од нашите акции, иако го кажаме тоа, дека каква е акција. Но одиме понатаму, вика, одржете се себе си во Божјата љубов, нетрпеливо чекувајќи ја милоста на нашиот Господ Исус Христос за вечен живот. Ова преска додека славевте, посебно која пеевте втората песна, сакам да го кажам, нема голем контекст ова што зборувам, али да не ми избега, може би треба некој да слуша. Секоја генерација, они која седеа во собата, и ако читате списите на Павле, на Петар, они кажуваат дека Исус утре ќе дојде. Разбираме да? Они тогаш веруваат дека Исус ќе дојде кајде? Секоја генерација, не само што има потреба, треба да го негува Христовото доаѓање. Петар, освестен дека чекава не се работи само за овие времења, сега ние што ги разбираме, дека е можеби зимните векови, вика, он нема да дојде, не иде уште ради вас. И вика, 1000 години за Господ се еден ден и еден ден се 1000 години. Разбирате? Но секоја една генерација треба да го негува Христовото доаѓање. Зошто? Ако ја прашам сите, кај ви е надежта, ќе речете во Христовото доаѓање. Амин. Да го видиме лице. Разбираме ли?
Така да немојте да ги отфрлате тие нешта. Добро, ќе дојде некојаш Христос, но дај сам ние да живееме. Не, да, ќе дојде Христос и ради тоа ние да живееме. Амин. Бидете милостливи кон оние кои се сомневаат. Спасувајте ги другите. Излекувајќи ги од оган. Спрема некои пак покажете милост со страст, мразејќи ја дури и облеката од телото оскверната. А оној кој може да ве дочува, и еве го делото Христово, што ни дава таква сигурност да ние не се плашиме во целата оваа акција која зборуваме. А оној кој може да ве дочува од слизнување и да ве постави непорочни. Амин. Пред неговата слава со голема радост. Со голема радост Христос гледа на нас, без разлика на тоа ние колку завидуваме, тие колку ние не разбираме или разбираме за сите овие нешта. Со голема радост. И ќе не сочува да не се слизне. Ќе не сочува да останеме непорочни. Ова ми дава надеж дека во Христос секој еден може да ја најде, може да ја извојува битката која ја води можеби во овој момент. Со самиот себе, битката која ја води со општеството, битката која ја води со сиромаштијата, битката која ја води со осаменоста, битката која ја води со со депресијата, битката која ја води со анксиозноста, битката која води со ковидот и со сите овие нешта. Христијанството не е само наречено вера на надеж. И Христос не е нашата надеж само колку да биде кажано за убаво да звучи. Ако замислиме подлабоко, таа е уствари единствената надеж која имаме во него. Амин. Единствената надеж, немаме да надеж. Гледаме како за краток период многу работи што сме се надевале, на кои сме работеле, на кои сме полагале надеж, се разнишали и биле срушени. Но како што реков и на претходно, единствено црквата не само што нема да биде надвладеана од портите на адот, него она ќе надвладее врз нештата.